Изминативе бурни 20 години влијаеа на општеството што го делиме и доведоа до бришење на едни и создавање нови социолошки групи. Образовниот, правниот, системот на пазарот на трудот и другите општествени системи со меѓусебната синхронизирана интеракција се стремат да обезбедат квалитетен живот за сите граѓани во општеството. Така, околу образовниот систем, например, гравитира шаренило од општествени слоеви. Сите имаат можност да ја следат истата програма која ги подготвува за соодветно вклучување во општеството. Но што се случува кога дел од сателитите, од која и да е причина, ќе ја напуштат својата вообичаена орбита? Тие остануваат во системот, но еднаш извадени од своите орбити, тешко може да се вратат на патеката која соодветно би ги вклучила во општеството. Згора на тоа тие продуцираат генерации со слични навики и ставови, што создава постојана нерамнотежа во општествениот систем. Лице в лице е програма која се стреми да ги привлече овие групи луѓе во својата орбита, со цел да им го насочи движењето и да го усогласи со востановените социолошки норми на општеството. It's not how you start, it's how you finish. Лице в лице е уличен магазин, чија содржина едуцира, забавува и ја подигнува свеста за социјално ангажираните теми во општеството. Магазинот е дел од широката мрежа на улични весници и списанија, кои ги зајакнуваат социјално загрозените категории преку својата програма, која не само што им овозможува да генерираат приход преку продажбата, туку и директно влијае на достоинството, самопочитувањето и мотивацијата за социјално вклучување. Лице в лице се дистрибуира преку продавачите и тоа во директна комуникација со купувачите. Половина од продажната цена е за продавачот, а другата половина е за печатење нов број на списанието и за развивање програми за инклузија. Магазинот е отворен за сите припадници на маргинализираните групи, кои се подготвени да се вклучат во едукативната програма. Лице в лице е марка на подобро општество. Иницијативата укажува на улогата која секој од нас може да ја има во градењето подобро општество. Одблиску ги запознавме луѓето од маргините. Станавме нивни пријатели. До нив ги доближуваме и граѓаните, политичарите, компаниите, спортистите и уметниците, чии дела допреа нови димензии, открија непознати светови. Заедно создаваме уметност, повикувајќи и стануваме сплотен дел од заедничкиот свет. Заедно учиме како да бидеме подобри продавачи на лице в лице, но и како да бидеме продуктивни граѓани. Повелете, господи. Повелете, господи. Списание лице. Овој чини 100 дена. Половина за мене, половина за весна. Креираме содржини за будење на зашеметената свест под притисокот на напнатото секојдневие и им ги нудиме на граѓаните, спакувани во лице в лице. Лице в лице. Уличен магазин што го продаваат маргинализирани групи. Од храната што европејците не ја дојадуваат во своите оброци за 6 месеци, можат да се нахранат 100 милиони луѓе. Со 100 купени броја на лице в лице, на 100 деца од Центарот за деца од улица во Шуто Оризари, им го обезбедувате утринскиот оброк. За еден бездомник сте обезбедиле покрив над главата за 100 дена, а нашата бронзена параолимпика Марица со заработените по 50 денари од секој од продадените 100 броја ќе може да си го купи долго посакуваниот мобилен телефон. Лице в лице. 100 причини. И една ваша.